Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Возлюби го Господа својот Бог, со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед, а втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Законикот кој пристапил при Исуса мислел дека навистина поставил тешко прашање, на кое Спасителот нема да има можност да му даде одговор. Па затоа евангелистот таквото прашање го нарекол и искушувачко. Меѓутоа, на прашањето, која заповед е најголема во законот, Спасителот веднаш дал прецизен одговор, во кој се е јасно и точно дефинирано, така што лукавиот законник останал нем и немал прилика да даде било каков приговор. Одговорот на Спасителот гласел: возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е првата и најголема заповед, а втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како себе си. Иако многу пати сме ги слушали и читале овие зборови, сепак да се запрашаме дали некогаш сме посветиле доволно внимание во нивното разбирање. Срцето представува духовен центар на човекот, каде што се раѓаат најсветите чувства, но и од каде што извира секоја нечистота. Според тоа потребно е да живееме христијански живот, така што нашето срце постојано ќе биде исполнето со Бога. Нашето срце секогаш реагира на се што се случува околу нас, па затоа и честопати се случува да биде исполнето со смутови и бранувања. И како резултат на тоа, многу е тешко да се зачува неговата чистота и да се достигне такво совршенство. Та во него да царува Божјата љубов, колку многу искушенија, несреќи и проблеми, било внатрешни или надворешни. Потребно е да ги избегнеме ако сакаме да се научиме да ги насочуваме своите срдечни внатрешни сили кон Божјата љубов, а во исто време својата душа да не ја губиме по суетите и страдањата до овој свет. А како можеме да го возлюбиме Господа со сиот свој разум? Пред се, ако постојано го имаме во својот разум Божјото име, потоа ако Исусовата молитва постојано се соединува со нашиот ум, и ако Божјото присуство постојано е во нашите мисли, честопати нашиот ум е зафатен со она кое не ни е потребно, па дури за време на молитвата ние се расејуваме, а нашите мисли талкаат на сите страни. Честопати ние сме способни да ги контролираме. Честопати ние не сме способни да ги контролираме своите помисли. Па тогаш кај нас доаѓаат блудните помисли, гревовните желби и нагонот за завист и омраза. Многу од пороците се раѓаат токму во нашиот разум. Па ако ние не сме способни да го контролираме, тогаш нема да можеме ниту да ги спречиме тие пороци и нивното размножување и ширење. На крај потребно е да го возлюбиме Господа со сите наши сили, или со други зборови кажано, со целиот наш телесен состав. Не се само разумот, душата и срцето должни да бидат садови во кои би се сместила нашата љубов кон Бога. Туку и нашето тело е должно да биде проникнато со таа љубов. И во денешното апостолско четиво, премудриот Павле не подсетува дека секогаш во телото наше ја носиме смртта на нашиот Господ Исус Христос, така што и животот Исусов да се открие во телото наше. А како може Бог да биде прославен преку нашето тело? И како славата Исусова може да се открие преку нашето тело? Пред се, ако не им дозволиме на мноштвото пороци, гревови и страсти да постанат господари на нашето тело, а тоа да се претвори во нивни роб.
Зарем не сме сведоци колкумина од нас премногу лесно и несериозно ги сваќаат Божите заповеди? Не кради, не прелюбодејствувај. Колку често денес отворено, без срам и без никаква грижа на совеста, се заборава за се. Почестите абортуси, вонбрачни врски, брачни неверства. Се додека живееме така закопани во гравовната кал и без желба да излеземе од неа и да се измиеме преку бањата на покајанието, се до тогаш ние нема да имаме право да кажеме дека преку нашето тело се прославува Христос. Ако во нашата душа, срце, разум и тело царува Божјата љубов, тоа значи дека човекот се наоѓа на патот кон светоста. Зашто многу светители достигнале таква совршена состојба, така што нивните тела се преобразиле, а по смртта нивните мошти постанале нераспадливи, па дури и исполнети со благопријатен мирис. Едноставно, само затоа што нивните тела биле исполнети со Божјата љубов за време на целиот нивен живот на земјата. Но тие не треба да бидат исклучок. Туку и ние сме повикани, според мерката на своите сили, колку повеќе можеме, секогаш, да тежнееме и нашето тело да постане Божи храм, храм на Светиот Дух. Со првата заповед поврзана и втората, возлюби го својот ближен како себе си. Едната не може без другата. Ние не можеме да го љубиме Бога со сето срце, со сета душа и со сиот разум и со сите сили, а при тоа да не го љубиме својот ближен, својот брат. Ние нема да можеме ниту да ги љубиме ближните како што треба, ако најпрво не се научиме да го љубиме Бога. Невозможно е да ги љубиме ближните, а при тоа свесно да ја нарушуваме седмата Божја заповед. Не прелюбодејствувај. Блудната страст нема ништо заедничко со вистинската љубов кон ближните. Според својата надворешна форма, таа може да не подсетува на љубовта, но нејзината суштина е сосема поинаква. Зашто вистинската љубов кон ближниот е жртвена љубов, а не последична, која тежне е кон задоволување на гревовните покоти и страсти. Преку оваа Божја заповед Господ ни дава упатство на каков начин можеме да устроиме вистински живот на земјата. Живот без компромиси и интереси, без завидувања и осветољубивост, без горделивост и самодокажување, без надценувања и потценувања. Првите христијани, оние од апостолските времиња, ја запазиле оваа заповед во точност. И кај нив, според Божјото Слово, имаше едно срце и една душа, и никој ништо од својот имот не го нарекуваше свое, туку се им беше заедничко. Не постоеше ниеден меѓу нив што имаше потреба за нешто, бидејќи оние што имаа ниви или кујки ги продаваа, а и парите земени за нив ги донесуваа и ги ставаа пред нозете на апостолите. И секому му се даваше според неговите потреби. Тие дури доброволно се предавале на робството, само за да ги ослободат своите ближни од таму. Господ говори, возлюби го својот ближен како себе си, тоа не значи дека ние треба да се љубиме самите себе и да си правиме отстапки во грешните дела. Ние не смееме да се љубиме самите себе преку оправдувањето на своите нечестни дела, преку подклекнувањето на своите слабости, пороци и страсти. Нашата љубов кон самите себе треба да се манифестира преку грижа за сопствениот разум, срце и тело, така што би направиле место за вселување на Божјата благодат во нас. Ако ние не се љубиме самите себе со таква христијанска љубов, тогаш нема да можеме да го љубиме ни Бога, ниту пак ближниот, и никогаш нема да бидеме во состојба да исполниме онаа заповед, која е најголема во законот,
i vrz koja se krepi celiот zakon i prorocите. Da se ljubi bližniот, како сами од себе, тоа е повик, како да се научиме да ја видиме во нашиот ближен не неговата ништожност, туку неговото величие, па на тоа величие да му служиме, за да може човекот да израсне во својата полнота на величието, убавината и достоинството. Само тогаш ќе може да се исполнат заповедите, само тогаш ќе се соединат и надополнат овие две заповеди. Зашто да му се служи на тоа човечко величие, кој апостол Петар го нарекува скриено сокровиште на срцето? Значи истовремено да му служиме и на Бога, нему да му се поклонуваме преку неговиот образ, па да му помогнеме на тој жив образ да постане она за која го предназначил Господ, под Божјата желба да израсне целосна, триумфална и прекрасна реалност. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного.